во топ тема, како што веќе најавив вечерва, топ тема е она што се случи во Охрид и какви штетни материи крие тлото на оваа поранешна фабрика за хемикалии, како што веќе најавив, со мене е поранешниот инженер од Охрид, господинот Перо Нане, клиничкиот токсиколог и интернист доктор Андон Чибишев, од инспекторатот за Министерството за животна средина господинот Хусни Тачи и Ели Пешева од ОДВА иницијативата. Благодарам што ќе разговараме вечерва за нешто што навистина ги вознемири граѓаните на Скопје по податокот дека е истечен метилакрилат во кругот на фабриката, а тоа го пријавија граѓаните кога почнало да мириса. Господине Нане, ве повикавме во топ тема затоа што вие долги години сте работеле во Охрид како хемиски инженер. Која беше вашата специјалност и со која од овие материи, метилакрилат или винилхлорид или линданот, најмногу се среќававте и која е најопасна? Па јас во почетокот почнав да работам во електролиза, после тоа во линдан и на крајот во енергетика. Мислам, тука се тие две опасни фабрики. Една е електролиза, а друга е линданот. Електролиза што произведува жива, не произведува, него се користи жива во текот на процесот, и линданот, погонот линдан, што произведува изомер линдан, што се користеше како пестицид, а другите изомери, затоа што тој изомер хексахлорциклопензан има едно 5-6 изомери. Од тие 5-6 изомери само еден се користи, тој вика гама изомер, тој гама изомер по еден холандски доктор на науки, Линдан, и се наречен Линдан. Колку е опасен линданот и колку бевте свесни за опасноста на линданот кога работевте со него? Да, сакам да кажа дека тоа беше една технологија дадена од Германија. Германците веќе ја напуштаа таа технологија, видеа дека е опасна и се увиде дека самиот пестицид као линдан веќе го губи текот на времето, дека треба да се забрани, и затоа што имаше доста нус производи. Едните тие нус производи, тоа се тие се алфа и бета изомер, уште еден делта 3 изомера, можеше тие 3 изомера да се изфрлат за да се добие овај гама изомер кој е наречен линдан. Колку бевте свесни за опасноста и каде се чуваа сите овие материи во тоа време? Сите тие материи стварно беше опасно. Доста имаше голема смрдеа, ситалиштата, мораше човек да се избања, ако не се избања, и дома не може да се оди. Толку што беше смрдена технологија. И сакавме, некавме, тука беше, можеше тоа да се работи. Знаевме дека тој е опасен као пестицид, меѓутоа одеше многу, се продаваше, 250 тони годишно одеше како алва, многу се продаваше, додека на крајот не го забранија германците, па потоа русите, па потоа романците, и на крајот моравме ние да го затвориме. Меѓутоа остана во кругот на фабриката до ден денеска. Меѓутоа во текот на преработката ние имавме едно таква работа што овие два изомера алфа и бета ги користевме. Имавме печка за согорување, ги согорувавме и добивавме солна киселина и уште еден пестицид кој што понатаму се користеше за други цели. И тој го продававме на германците овде. И тој и кога германците тие го забранија и ние немавме каде, тоа мораше тој алфа, бета изомер и уште еден доста опасен изомер, делта изомер, да ги складираме надвор, како нус продукти, како нус материјали. Останаа до ден денеска. Денеска кога ги гледате инсертите, тоа е тоа? Останаа тие алфа и бета изомерот и еден делта изомер што се ставаше во бетонски резервоари. Меѓутоа гледаме по фотографиите дека се доста нагризени. Ќе ве прашувам и понатаму во текот на емисијата за вашите искуства со овие опасни материи. Господине Чибишев, со оглед на тоа што и самиот инженер кој работел во фабриката кажува дека се чувствувала миризбата и дома не можеле да заминат. Колку овие изомери што тие ги ваделе од линданот и генерално како материи кои останале со години во кругот на фабриката биле опасни за луѓето како господинот Перо и останатите кои работеле таму, но и за нас сите што живееме во околината на таа фабрика? Вака, господинот даде прилично многу податоци за линданот, јас само ќе го дополнам.
се работи за органохлорен пестицид, пестицид од групата на органохлорни пестициди, со генерички назив гама бензен хексахлорид. Точно неколку изомери порано се користеа, како хептахлор, октахлор, алдрин се користел. Кај нас, според податоците што јас ги имам, најмногу се користел гамацидот. Да. И линданот беше еден од најупотребуваните пестициди во земјоделието, меѓутоа заради високата, екстремно високата токсичност. Почнаа да го забрануваат некои држави во Европска Унија и со тек на време го забраневме и ние, иако и после забраната, тој во некои подрачја на територија на нашата држава се користеше. Сигурно, кога реков дека е екстремно токсичен, сигурно дека сите работници кои учествувале во производствениот процес, каде што се произведувал линданот, каде што се пакувал линданот и се спремал за трговија, сигурно дека биле изложени на штетното дејство на линданот и неговото штетно дејство е најмногу изразено во делот на гастроинтестиналниот систем. Значи, и акутните труења и хроничните труења обично доминираат гастроинтестинални симптоми, меѓутоа при подолготрајна експозиција тој прави оштетување на некои делови од централниот нервен систем, посебно во мозокот, и заради тоа и пореметува многу функции, нормални функции кои што ги обавува организмот во текот на животот, можат да бидат Меѓутоа нема пореметени. официјални податоци колку луѓе од ОХИС кои работеле на ова заболеле. Вие дали имате да не дополнам тоа дека ние тој гама изомер го екстрахиравме со метил алкохол. А метил алкохолот, знаете дека тој е отров. Дополнително. Значи дополнително сте го вдишувале тој отров. Го вдишувавме тој метил алкохол, тоа е големи количини на метил алкохол. Метил алкохол е голем отров. Само пред да продолжиме, имаме и денеска сведоштва на работниците од ОХИС кои што говореа за тоа, например, во делот каде што сте работеле со линданот, од 45 работници, еден е се уште жив. Се жалат и на одредени болести, па да ги видиме нивните сведоштва, ги најдовме пред владата кога протестираа денеска. Првиот човек кој се вработил во погонот со линдан во ОХИС, Реџа Пајраловски, денеска е единствениот преживеан. Вели дека го спасил животот на село, но деновите поминати работејќи со линдан биле фатални за неговите 45 колеги. Единствениот овде што ги гледате овие луѓе, јас сум преживеан. Не знам дали има преживеани. Мислам, кој на 50, кој на 35, кој на 40. Нема никој. Летно време во автобус ќе се качеме, фабрички автобус или градски. Бегаа луѓето од нас. Кожата не смрдеше, кожата. Без соодветна заштитна облека, во тешки услови во ОХИС работел и Киро Пешевски. Од живата и хлорот со кој 34 години бил во директен контакт и денеска има потешкоти со дишењето и мора да пие лекови. Сум бил заглушен едно 5 пати таму. 5 пати, па ме носеа по лекари, па инекции, така да ви кажам, биднало повише и джабе па се жалам, не вреди тоа ништо, а требало би барем да имаме бенефиција на стажот. Вработена во мензата на фабриката, која не сакаше да зборува пред камерата на Телма, вели дека тешко било дури да се одржи вегетација во дворот на ОХИС од токсичната почва. Ни кажи дека преку околу 40 години на еден систематски преглед сите вработени имале ист резултат – замастување на црниот дроб, заболување што може да е предизвикано од вдишување на хемиски супстанци. На протестот на стачајните работници во ОХИС не пречека многу приказни. Некои од нив ќе останат нераскажани, затоа што нивните колеги ја изгубиле битката за живот како последица од работењето со опасни хемикалии во оваа фабрика.
Ова беа животните приказни на вработените во Охис, или освен линданот за кој што говоревме, сепак деновивме бевме сведоци на истекувањето на метилакрилатот, винил хлоридот што го најдоа, исто така новинарите така дознавме во јавноста што всушност има таму. Како иницијатива од два, какви се вашите податоци во однос на тоа што се има во кругот на Охис, затоа што до денеска ние како јавност немаме некаков попис на работи што таму се чуваат, количини и штетност. Па немаме ни ние, затоа што многу тешко се доаѓа до тие информации. Исто така добиваме информации од луѓе кои што се вклучени на некој начин се уште во некој од субјектите, бидејќи целиот тој дел кај што е Охис, уствари не е комплетно затворен, таму има сегменти кои што се издаваат под кирија, се дадени на користење на различни други субјекти. Меѓутоа ова што правни субјекти, ова што сега се случи изминативе денови е едно крајно неодговорно работење и загрозување на животот и здравјето пред се на граѓаните, а секако и на животната средина. Многу прашања остануваат отворени и во овој момент не ги добиваме адекватните одговори, бидејќи тоа што се добива како некаква полуинформација се коси со информациите кои што се официјално поврзани со компанијата која што била ангажирана да го чисти. Имате ли податок колкава количина официјално е познато, можеби дека таа требало да исчисти и за дали некако од тендерот или нешто може да се извлече? Па може да се дознаат некои информации кои што биле објавени во дневниот весник вечер, значи ќе ми извините што ќе ги цитирам вака бидејќи се прилично комплицирани за обичен граѓанин да ги свати. Значи огласот е од стечајниот управник Маринко Саздовски, значи објавено е на 11 април 2018 година. Во него стои што треба да биде отстранувано, меѓутоа различни се количините кои што се објавени во тој оглас, за кои што се исплатени околу 2 милиони евра, од оние кои што се утврдени со елаборатот. Меѓу другото, значи покрај метилакрилатот мономер пишува дека 11 тони треба да бидат практично отстранети. Сега тука стои во елаборатот дека при инвертизација на резервоарот со метилакрилат е забележано дека истиот го нема во резервоарот. Се претпоставува дека таа количина на метилакрилат испарена. И ова нормално се поставува логично прашање што тогаш се полимеризира. Што тогаш испарило во четврток? Да. И како податок и што дали се тие адекватните симптоми кои што граѓаните ги почувствувале и ги пријавиле. Дополнително, значи според изјавата на самиот сопственик на компанијата, тие немале служба која што следела како се отстранува отпадот. Значи должни се и според договорот кој што го имаат склучено да имаат обезбедено 24 часовен надзор, такво нешто со дополнително, значи склучен договор со друга фирма, меѓутоа такво нешто нема, значи немало човек за обезбедување, немало никој кој што бил таму присутен и кога се случило тоа испуштање на хемиската материја од која што, како што слушнавме од граѓаните, печат очи, грло, мирисало, немало никој кој што бил присутен на локацијата. Значи ние не знаеме точно ни кога е тоа направено. И дополнително уште едно клучно прашање е фирмата која што е ангажирана, како е ангажирана, бидејќи таа нема лиценца, ние ги имаме, го извадивме регистарот на дозволи за транспорт на опасен отпад. Во овој регистар, значи тој од јанари 2019 година, има 12 издадени дозволи, 4 од нив се истечени, една истекува за некој ден, не би знаеле дали се обновени или не, но ниту една од нив не припаѓа на Екоцентар 97. Како може фирма, значи која што нема искуство и која што нема дозвола да работи со складирање, уништување и транспорт на опасен отпад, се нашла во кругот на фабриката и стапила во контакт со опасен хемиски отпад, тоа треба очигледно надлежните да одговорат, да има многу прашања. Еден од надлежните е представникот на инспекторатот при Министерството за животна средина, господина Тачи. Навистина многу прашања се отворија, меѓутоа гледајќи го законот, вие имате ингеренции да добиете податоци во однос на и планот за спречување на хаварии, било да се работи веројатно на активни и на неактивни фабрики како оваа, меѓутоа и да ви се достави известување за присуство на опасни супстанци. Зошто инспекторатот не предухитри да не се случи една ваква хаварија, можам да кажам? Ако се било вака ноншалантно од собственикот на таа фирма, што требало сето тоа да го сработи?
Зошто мораше граѓаните да ви пријават? Добро вечер, поздрав до гледателите на Телма телевизија. Значи, Државниот инспекторат за животна средина е орган во состав на Министерството за животна средина, кој е задолжен да спроведува инспекцијски надзори врз субјекти кои што подлежат на дозволи и лиценци кои ги издава Министерството за животна средина. Еден од тие субјекти кој што добил решение за одобрување на лабораторија за заштита на животна средина за дислокација, отстранување, неутрализација или уништување на овие хемиски материи што се складирани во разни резервоари во кругот на ОХИС е и Екоцентар 97 кој има одобрување на лабораторија, решение за одобрување на лабораторија за заштита на животна средина во кој се предвидени точно какви насоки треба да се преземат за да нема никакво негативно влијание врз животот и здравјето на луѓето и животната средина. Меѓутоа, тоа очигледно не е направено, податоците на ОУ2 се конкретни и јасни. Значи, ние по дојава на граѓани, нашиот инспектор што е задолжен Не бе, прашав друго. Сам што направи инспекторот кога дојде? Затоа што веќе беше работата завршена, истекло. Зошто не превземавте мерки да проверите дали Екоцентар, фирмата што треба тоа да го сработи, го почитува тоа што е напишано во елаборатот? Значи, тоа се случувало инцидентно. Истекувањето било, значи, од испирање на резервоарот, кој што претходно содржил, значи, метилакрилат во течна состојба, меѓутоа количините што се излеани по значи пропуштање на вентилот е излеана не е тоа концентрација на чист метилакрилат. Течност, туку тоа било од испирање, значи вода, од испирање на резервоарот. Зошто е дозволено да нема 24 часовен надзор како што пишува? Според нашите сознанија имало таму 24 часовен мониторинг. А зашто не реагирале веднаш тогаш или не забележале? Не забележале, веројатно бидејќи тоа зависело и од ружата на ветровите, од која страна значи дувало ветерот и се И дали ја знаете количината, например, кога и каде е испарена таа количина? Една е во тендерот, друга е на лице место, да речеме. Каде испарила и кога испарила? Значи, за да се утврдат количините точни, значи при препакување на тие количини, значи точно се знае колку содржало резервоарот, што во тој момент се случувало истекувањето на водата за од испирањето на резервоарот и тие се значи препакувани, означени и складирани во соодветна локација. Меѓутоа, постои податок кој вели дека не е таа количина, значи имаме очигледно испарување. Значи не се знае колку количини, значи се предвидело кога се направило инвентаризација на хемиските супстанции што биле складирани во тој резервоар, значи на метилакрилатот, се претпоставило дека имало 11 тони внатре, меѓутоа по препакувањето, значи ќе се утврдува дополнително кои се тие количини. И испарувањето што се случувале при излевање на водата за испирање, значи тоа се мали количини и на лице место значи тогаш искочиле и од Центарот за управување со кризи, и од армијата, и од полицијата, значи земани се мостри од страна на крим полицијата. И велите не е штетно за здравјето на луѓето? Не, дека не е штетно, не е точно тоа, штетно е, меѓутоа количините што биле испарувани во тие се многу минимални и мислам дека нивното негативно влијание е минимизирано. Значи, според инспекторатот да не се плашат граѓаните. Да, веројатно, зашто одма се превземни мерки, тие количини што се излеани во бетонски базен, значи кој бил непропуслив, да, и одма се превземени активности за собирање и ставање во буриња кои биле адекватно, значи означени и затворени, за да нема повеќе понатамошно испарување. Тие количини се значи складирани и безбедни. Потоа се превземни мерки за чистење на базенот, значи посипано е и пилевина, исто така на крај значи се е извршено и дезинфекција со варова вода. Тука веројатно ќе имаат забелешки и докторот и хемичарот. Еве јас имам коментар на двете дискусии на господјата Пешева која даде неколку податоци кои јас не сум ги слушнал до сега, меѓутоа овде се гледа веднаш дека затаија институциите во овој случај. Значи, мислам дека не е постапено баш по стандардите како што треба. Прво, вашата забелешка каде исчезнал
метилакрилатот што го нема. Или тоа е лесно испарлив и го нема, значи испарил. Ако констатираме дека го значи, нема... испарил. Вака сега, наназад една година, отворете ги социјалните мрежи, постојано луѓето на социјалните мрежи пишуваат, посебно од тие делови на градот. Да. Аеродром, Драчево, кисела вода, еве и Пинтија можам да кажам, дека има чуден мирис. Да. Дека не можат да гледаат, им солзат очите, ги печат очите, кашлаат, се гушат. Значи, нешто се случувало и предходно. Не е можно да не се случувало. А во однос на мерките, прво јас колку што знам, метилакрилатот не се измива со вода. Во сите упатства пишува дека тој со вода не се измива. Друго, денот кога беше хаваријата, ја да ви кажам, кога гледав како таму постапуваат сите, дури и новинарите што беа таму незаштитени, косата ми се подигна. Значи, како може да одат таму без заштитна облека? Пишува во стандардите, заштитна облека и заштитни маски. Значи, мерки не се превземени, луѓето влегуваа внатре без никаква заштита, дури ги видов и припадниците на АРМ, кои влегуваа внатре, надвор стоја припадници на МВР, исто без никаква заштита. Кога ќе се случи ваква хаварија, во стандардите кои ги пропишува Европската агенција за хемикалии и Европската агенција за заштита на животна средина, пишува дека во радиус од 50 метри од местото каде што се случила хаваријата, не смее никој да се приближи без заштитна маска и заштитна облека. А ние гледавме луѓето си се шета како да отиде таму сеир да гледаат. И стварно тоа вака малку не изгледаше убаво. Само ако може да кажам, тоа е само потврда за едно класично подценување на состојбата. И тоа се одразува, значи, и во институциите, а нормално дека и преку медиумите, значи, треба да ги едуцираме граѓаните. Значи, дали некој направи некакво испитување, дали некој отиде од надлежните институции да ги праша луѓето во околината, дали имаат здравствени тешкоти. Да, ама ние немавме такви податоци. Па не, дали ние знаевме дека има таму депонирано метилакрилат? Јас сега прв пат слушам. За винил хлоридот исто прв пат слушам. Министерството за животна средина констатираше дека нема опасност. Значи, за да констатирате дека нема опасност, треба апсолутно да ги покриете сите бази во кои што може да се појават. Ајде да видиме. Мислам дека многу несериозно, извинете, многу несериозно е да се даде таква изјава дека нема опасност. Во места каде што има депонирано хемиска супстанца која е дадена од нашиот министер, значи е заснована во некој резултат. Значи не е битно дали министер е дал изјавата или ја дал некој друг. Меѓутоа таму имало представници од Штипскиот универзитет. И тие извршиле мерења. Значи во воздухот и покажало дека нема никакви концентрации на метилакрилат во воздухот. Сега имам едно прашање до вас. После колку време дојдоа представниците од утредента? Утредента извинете, значи метилакрилатот се разградува брзо во денот на инцидентот. А и ветерот испарува и ветерот го разнесува. Во денот кога се случувала инцидентот, значи биле од армија. Таму и тие извршиле мерења и тие утврдиле дека немало значи концентрациите на метилакрилатот испарен во воздухот биле минимални, односно немало никакви индиции дека има честички, односно испарувано метилакрилат во воздухот. Тогаш пак имам прашање, зашто граѓаните се пожалиле? Институциите не ја пријавија хаваријата, ја пријавија граѓаните. Граѓаните од тој терен кои што почувствувале кои имале здравствени проблеми, тие го пријавиле случајот. Не пријавиле институциите. И треба обратно да биде. Или компанијата која што го организира процесот. Добро, господине Нане, кажете ни, бидејќи тука инспекторатот, извинете, тврдеше дека е безбедно, ставено е во базени, па во не знам какви садови и слично. Кога ќе се случи вакво нешто? Кажете ми од искуство колку е тоа навистина опасно за луѓето. Видите, да кажам, овие ги гледавме бетонски резервоари. Тие бетонски резервари околу имат цевки и низ нив циркулира вода во млазеви и го лади. Ама тоа не работи сега. Тука така не се лади, ниту овој, ниту за винил хлоридот. Штом не се лади, таа хемикалија помалку испарува и се претвора во друга. И факт е дека со годините испарува во околината. Никој тоа не го проверил дали овие резервари, еве горната обвивка, виде, таме цевки, тука вода треба нон-стоп да. А таа веќе се распаѓа, овие не резервари опште не се ладени. Оставени така милост на милост, а овие мономерите
се агресивни и делуваат на овие дишните патишта. За разлика од полимерите што не се агресивни и немаат. Кога ќе се случи ваква хаварија како некоја ги штипеше очите луѓето што живеат таму и на грлото чувствуваа. Ако вели инспекторатот мали биле количините, од другата страна и екологистите и господин Живишев велат, ние не знаеме колку време тоа сето се одвивало. За тие што се внатре во кругот на фабриката и тие надвор, колкава е опасноста според вашите сознанија, со оглед на тоа што знаете што има внатре и колкава е количината? Добро, уредо. Има нешто, али дека било пејрење. Премногу се даваат дека премногу загадувања. Ние кога работиме во ОХИС, да речеме, кога произведуваме хлор. Хлорот, целата населба и пинтија и лисиче, цел смртеше на хлор. Ама тогаш не се жалеа, не знам. Се жалеа, ама немаше как. Немаше еколошка свест во тоа. Немаше еколошка свест, ниту казни. Ниту казни. Сега дали можат и смеат вака да се чува? Па не смеат, нормално. Нема, дали некој ги контролира тоа? Никој нема контрола, тоа е целата работа што нема контрола. Сите химикали што останати после затворањето на ОХИС, дали некој ги контролира, дали тие се продадени, дали се оставени, никој оставени така. И се нормално таа химикали после тоа време или затоа ги нарековме темпирана бомба ние новинарите. Една исправка зашто во денот на случувањето на инцидентот јас бев таму лично, значи и колегата Пејо Кировски и како што тврди докторот, значи да имаше печење на очи, дишните патишта, значи отежнато дишење, солзење, значи јас првин тоа ќе го почувствував, зашто бев на лице место. Но институциите реагираа најмалку 24 часа по Значи, не се разбираме. Значи, концентрацијата на метилакрилатот, додека вие сте стигнале таму, веројатно е намалена. Јас себе поставувам едно прашање до сите. Зашто граѓаните го пријавиле? Каква потреба имале граѓаните да пријавуваат дека нешто се случува во околината, да пријавуваат во институциите, наместо обратно институциите да пријават. Добро, јас го постави прашањето зошто не превенирале. Дали инспекторатот можел и требало да провери што прави онаа фирма на која што е даден тендерот. Инспекторатот во континуитет требало тоа да. Дали вас ви дадоа тие на пример известување за присуство на опасни супстанции, така ви пишува во законот. План за спречување на хаварии, дали тоа го проверивте? Сме биле известувани и затоа ние сме провериле работата на Екоцентар 97. Сите количини, значи хемиски супстанции што се складирани во тие резервоари во ОХИС се безбедно дислоцирани, отстранети, значи и складирани во соодветни буриња. Освен винил хлоридот, винил хлоридот кој што ја видовме ние преска во сликата во цистерната што е вагон цистерна. Значи само тој не е отстранет безбедно, другите сите хемикали и супстанции се отстранети и безбедни се складирани во буриња. Меѓутоа не јас работила во рокот која што требало да го сработи. И не го пратило известувањето до вас. Како вие не реагиравте зашто и винил хлоридот не е тргнат со оглед на тоа што значи роковите со кои е обврзан Екоцентар, ние значи ги немаме и не знаеме кога завршуваат тие рокови. И како може да не знаете, ние не можеме да чекаме колку години треба да чекаме. Не, има договор што е склучен со значи нарачителот, меѓу нарачителот и изведувачот, значи таму се одредени одредбите колку време треба да се. Ама вие како ќе веќе 9 ако немате пишува во договорот? Во 5 до 9 месеци пишува дека се однесува договорот. Значи за тоа може да се пролонгира, значи рокот доколку се појави потреба нусна, значи више сила. Но претпоставувам дека вие не би го оставиле 9 месеци на компанијата да си работи што си сака. Значи имале таму каков е статусот сега на компанијата? Ќе добијат ли казна? Претходно значи имало и припремни работи. Добро, не само директно ние ќе одиме сега и како во свадба и ќе ги како ќе биде сега статусот на компанијата? Ако се утврдува значи одговорност на компанијата, таа ќе биде соодветно како мислите ако се утврдува па ги утврдија граѓаните? Јас имам едно, се извинувам, едно прашање. Кој е надлежен да врши континуиран надзор на тие токсични материи во ОХИС? Дали фирмата која што владата ја има ангажирано за таа намена или Инспекторатот за животна средина? Кој е тој што треба? Јас колку што разбрав, се извинувам, јас колку што разбрав, фирмата има задолжение да ги отстрани хемикалите од таму. Значи таа на тендер добила да полека иако немала искуство да ги собере, да ги уништи, да ги дислоцира, да ги извезе, не знам сега што им е идејата,
Меѓутоа, кој е тој според законот што треба да врши надзор вакви хемикали? Ја да ви кажем право, вчера дознав дека и винил хлорид има. Да. Па Добро, винил факт е хлоридот дека- е уште потоксичен од метилакрилат. Ако може само на Кој доктор е да тој му... што треба, се извинувам само, го прашувам господинот Тачи, кој е тој по закон што треба да врши континуиран надзор Добро, над овие две прашања хемикали? се. Првото, кој го Државниот врши инспекторат надзор, за второто, животна дали средина. ги кажа? интересира. Да. Знаете, и тука мислам дека Добро, лежи да одговорност. оставиме Си Да, ги поред, договор. поред. Си ги пишува во договорот. Си ги пишува Значи, и во делот на прашањето- заинтересирани страни, значи Министерството за животна средина и просторно планирање, кој што издава решение за одобрување на елаборат, издава дозвола за извоз на опасен отпад од инсталацијата и организира консултативни состаноци, а дури потоа е Државниот инспекторат за животна средина кој што има обврска да го врши инспекцијскиот надзор при спроведување на проектните активности, така натаму Министерството за транспорт, за економија. Го прочита ова, или колку извештаи од инспекцијски надзор ви доставил вашиот инспектор, дали бил тоа господинот Пео или некој друг, и дали сте вршеле до сега инспекцијски надзор? Можете ли да ни кажете колку извештаи такви можете да доставите до јавноста? Да, имаме ние извршено, значи пред да се започне со припремните работи, значи уште кога е случен договорот меѓу Екоцентар и нарачателот, значи стечајниот управник, извршено надзор. Кога Значи, работеле Екоцентар, дали сте вршеле надзор? Да, и тогаш сме вршеле надзор, меѓутоа работите што тие ги спровеле континуирано. И ние, значи, немаме можности да дежураме 24 сата кога тој ги врши активностите. Ние повремено сме го посетиле. И извештаите се во позитивна насока дека добро си ја вршат Значи работата? Значи, договорот е ова се склучен случувало на 20 инцидентно, декември 2018 година. Сега сме 12 ноември 2019 година. Да, меѓутоа рокот почнал да тече од кога значи се почнало со отстранување, односно препакување. Но вие велите дека на почетокот сте добиле извештај. Значи, ние сме извршили надзор на пред да се започне со отстранување, односно дислокација на. А кога вршеа хемикалиите отстранување? Да, исто. Кога вршеа препакување? Значи, да, бевме ние на терен и сме извршили надзор и тоа све Колку било. пати до сега сте извршиле надзор во ова рок од една година? Значи, во овој субјект ние не сме извршили надзор за време на со што сме извршили надзор, меѓутоа не кога било ова препакувањето. Зошто Значи- да не извршите надзор кога било препакувањето? Па ние не сме имале, значи, не надлежности, туку ние не имале сознание дека тој врши веќе препакување. Значи, Ама веројатно треба да ви даде динамика на работа и мислам навистина зачудува фактот што еден инспекторат не врши надзор во време кога тој врши препакување на опасни материи. Тоа е стварно опасен зачудувачки. хемиски отпад. Како може да не вршите надзор? Тоа е неверојатно за мене. Значи, ние првин известувањето дека тој врши препакување не сме го добиле. Не ги известиле. Да, не известил, Не сме точно. А ние сме извршили надзор пред да се започне со препакувањето. Значи пред една година и да. пол. Не пред една година. Ние имаме точно, значи податок сега ние дека сме биле таму некако или 5 месец или 6 месец 2019. Сме извршили надзор во правниот субјект. Значи од 6 месец до сега не сте извршиле инспекцијски надзор. Па не сме имале активности таму. Сега со активности сега е започнато таму. Ама Значи активности за припремање, значи ние сме извршиле надзор, активности кога биле припремните активности отстранување. Пишува план за спречување на хаварии, дали е тоа сторено во одреден рок. Потоа доставено известување за присуство на опасни супстанции, дали е тоа сторено во одреден тие сме ги рок. добиле, да. И Со елаборатот за заштита на животна средина, дали е доставен соодветен рок. Таму ние не видовме воопшто никакви мерки за безбедност околу Охис и во Превземени се мерки за безбедност, Влегов значи вчера, камерите има немаше поставено табли за означување дека таму има сладирано опасни материи, има поставено лента, значи дека не треба да се има пристап на неврабоите лица, јавноста да информирате, затоа што има деца во околината, може некој да се заигра во значи, околината на во кругот на колку што ја фабриката. знам, имало и 24 часовно обезбедување, ангажирано, значи приватно обезбедување и таму не се што не било дозволило таму. пристап Зошто најдо на јавноста да не деца. Кој што не знае било за таму? хлорид и метилакрилат? Значи таму Зошто? биле, колку имаме нашите сознанија зборуваат и нашите информации дека тие биле таму на лице место. Зошто не пријавиле тогаш? Значи не пријавиле бидејќи не чувствувале таква миризба, односно нема Значи обезбедувањето по било сопствено одредено убедување и според малку е Така тој кажа можел само да предпостави од каде е дошло тоа печење на Меѓутоа, очи. видете, и зошто кашлица. јавноста да не знае до денеска дека има
винил хлорид, дека има метал акрилат. Јас повторно ќе речам, тоа е небезбедно за луѓето кои живеат во околината. Дете може да залута во кругот на фабриката. Зошто кога имате вакви активности, факт е дека за линданот владата извести колку пари ќе потроши за да биде кренат од ОХИС, затоа што јавноста го отвори прашањето за линданот, зошто инспекторатот или министерството не извести како јавност што се крие во ОХИС? Значи, со случување на договорот меѓу стечајните управник, значи, односно отварање на стечајна постапка, ние не сме имали никакви надлежности за постапување таму. Значи, било во стечај фирмата, ОХИС, и стечајната постапка се водело. Ние, кога сме добили, значи, информација дека има активности, односно имало известување за намера првин за отстранување и безбедно складирање на овие хемикали, имало, значи, елаборат за заштита на животната средина, ние сме били известени. И сме добиле и решението за одобрување на лабораторија за заштита на животната средина, ние сме го добиле. Значи, како инспекторат, и сме имале сознание дека таму ќе се врши, значи, препакување, дислокација и отстранување на... Дали, само да ве прашам, кај ќе оди тој извештај што го имате од 6 месец и овој сега кај ќе оди? Дали ќе оди во обвинителство? Дали ќе добие пријава екоцентар и тужба во обвинителството од вас како инспекторат? Постапката, значи, е во тек. Или ќе правите спогодување за да ја плати казната? Па сега, значи, постапката е во тек. Кога ќе имаме ние конечност на постапката, тогаш ќе ја известиме јавноста. Очигледно, Пешева, во однос на ваквите случувања како со екоцентара и генерално кога се работи за индустријски капацитети со интегрирани дозволи, ретко гледаме дека е покрената тужба од обвинителството и во однос на извештаите и на вистина генерално прашање каде завршуваат овие извештаи. Дали вие сте се занимавале со овие прашања како екологисти и зошто инспекторатот или министерството не направи напор за тие сите да завршат со тужби во обвинителство и да ако завршат да бидат... Не знам, беше случајот пред некој месец со излевањето на опасни материи во Вардар. Нема завршница за тоа. Ова веројатно така ќе заврши, иако сакав да дополнам тука дека во елаборатот кој што го има фирмата поднесено за заштита на животната средина, си пишува дека од страна владата на Македонија ќе биде формирана комисија, веројатно е формирана, со представници од надлежни министерства и институции кои го следат целиот процес за безбедно отстранување на хемиски материи, бидејќи финансиските средства кои што се даваат се одвоени од државниот буџет како на компанијата која била во државна собственост и хемиските материи се остаток од незиното работење. Сега до оваа комисија инвеститорот треба да доставува извештај од спроведени активности и согласно тие насоки и препораки да се постапува при реализација на проектот. Дали доставувале? Јас мислам дека не доставувале. Доколку доставувале, веројатно никој не ги прочитал. Значи, не е возможно никој да не реагира при управување, еве да кажеме складирање, транспортирање на опасен хемиски отпад и тоа од круг на фабрика која што представува едно од најжешките еколошки точки во нашата држава, а тука се инволвирани буквално сите, од Министерство за внатрешни работи до Центар за управување со кризи, Министерство за животна средина и така, Министерство за одбрана, за здравство и така натаму. Дирекција за заштита и спасување. Значи, како е можно, значи ние некако си пливкаме така од ден на ден, купи ден продај, никаква одговорност и никаква сериозност во третманот на животната средина. Значи, ова што нас не се случи, да се случеше во некоја развиена западна држава, мислам буквално дека многу оставки и кривични келета, буквално функции. Да ги побијам вашите тврдења дека сите случаеви, значи што се покренати од страна на државните инспекторати за државна средина се недовршени. Јас само да ви потврдам дека ArcelorMittal, значи со постапка за спогодување, да, е казната, значи 100.000 евра и казната ќе се исплати во 6 еднакви рати и веќе првата рата е исплатена. Да, меѓутоа зборуваме за заштита на здравјето на луѓето. Дали се утврдува дека таквите загадувачи штетат? Значи тоа е максималната казна предвидена со закон, се извинувам. Значи, кај нас никој не трпи тужба кривична ако го загрози здравјето на луѓето. Значи дали има значи загрозување на здравјето на луѓето и животната средина, треба да покажуваат истражувањата, односно јас не сум, значи за излевањето на течноста во река Вардар, јас не сум слушнал дека имало помор на риби, дека имало значи негативни влијанија врз животот и здравјето на луѓето. Знаете како е
Македонија е една површина каде што живеат 1,5 милиони луѓе кои што ги трујат од различни точки и не е испитано нивното труење. Докторе, во однос на прашањето токму заради здравјето на луѓето, тука во законот вели да се утврди дали се превземени неопходни мерки за спречување на хаварии, за ограничување на последиците врз животот и здравјето на луѓето во производствениот, транспортниот систем, складирање и слично. Значи со закон се обврзани сите тие. Точно, ние во целава дебата мислам дека заклучивме дека не се превземени мерките. Јас на стартот на мојата дискусија кажав дека институциите затаиле. Значи не се превземени мерки прво за заштита на тие што учествуваат. Податоците што ги имате и за ваквите материи, европските стандарди, Пешева спомна да беше во нека друга земја, кој знае што ќе се случише. Какви се вашите сознанија на третирањето на ваквиот отпад во другите земји, па и казнената политика можеби? Вака сега, си има посебни стандарди по кои што се заштитуваат, се складираат и се манипулира со опасен отпад, посебно отпад кој што е високотоксичен. Но ние овде сега зборуваме за високотоксични хемикали. Не зборуваме за нешто што нели може да ни наштети само со една главоболка од еден час. Туку може комплетно да ни го наруши здравјето. Друго, споменавме неколку пати дали има извештај. Вие неколку пати поставувате прашање до господинот Тачи, дали има извештај, дали таа фирма што требала да го исчисти или тие како инспекторат имаат извештај за извршен инспекцијски надзор. Па еве невладините организации имаат право да ги побараат, тоа не се класифицирани информации, па сега ние не смееме да ги видиме. Да ги побараат, да видиме дали воопшто постојат такви извештаи. Дали претходно се вршел надзор над складираниот хемиски отпад. Дали воопшто се вршел надзор? Значи тука се поставува прашање дали во сите тие пропишани стандарди кои ние како држава кандидат членка за членство во Европска унија сме ги прифатиле. Имаме донесено уште 2008 година закон за хемикали кој што комплетно е усогласен со европските закони. Дали сите начела внатре во законот и сите прописи се испочитувани? Јас мислам дека не се испочитувани затоа што ни се случува при излевање на метилакрилат кој е токсичен, граѓаните да пријавуваат, а не фирмата која што нели таму слушнаме неколку изјави, наводно е переле цистерната, па истекла водата. Мислам, многу несериозно изгледаше тоа. Да, и она големо прашање колку ова количина испарило во текот на времето. Господине Нане, сакав и вас да ве прашам. Повелете. Сакам да кажам дека трагично е што еден таков гигант е оставен на милост и немилост. Затоа што такви работи се струшни многу работи. И се праша дали некој ги знае овие работи да ги направи. Охис пропадна. Повеќе ние немаме во Македонија хемиска индустрија и такви луѓе што вие го ставате по знак прашање колку екоцентар е способен, има стручни луѓе за да го спроведе тоа. За секоја технологија си има специфичност. Затоа што технологијата, ако не знаеш да ја контролираш, таа те уништува. Тоа да знаеме, нема. Технологијата, хемиска индустрија, ако не да ја контролираш, таа тотално те уништува. Не ја оставиме на милост, покрај тоа што знаеме дека е тако гигант, го оставиме на милост. Пред емисијава ми кажавте како германците уште тогаш се справувале со линданот или со штетните материи. Каква беше таа нивна формула за уништување на германците, например? Зборуваме за 2000-та година, можеби. Тогаш. Тие почнале, пошто тој делта изомер, тоа беше доста опасен, не можеле да му најдат тогаш начин како да го дава. Тие го оставале во бетонски резервоари и го фрлале во океанот. И сега можда е откриена некоја технологија на преработка на овие изомери. А затоа мислам, слушам дислокација, не може да го дислоцираш тој отпад. Тој отпад само може да се дислоцира, се донеси една печка, да се согори на лице место. Кај ќе го носиш? Не носам еден отпад на кај таму. Па кој избега сите... Па тоа е прашањето за Пеленица, каде што ти да, има таму одложено линдан на Пеленица, тука најомилено игричко место да се забрани. Пелето дека таму беше забрането. Таму го одложувате на Пеленица? И тоа беше отворено до пред 2 години, беше комплетно отворено. Има некоја пара за тука за овај. Јас еден пример имам во Швајцарија за тако сличен некој отпад, скоро 1 милиарда евра дадо. Ние што сакаме владата даде 100 милион евра, не може да даде. Треба ли таа земја да се рекултивира? Треба ли Охрид да се срамни со земја? Дури и зградите дали се контаминирани? Очигледно дека таму се даваат под
концесии и слично, не знам, нормално дека се и таму се движат луѓе, таму работат. Исто како една доктор знае како една клиника, после 50-60 години таа е подна со бактерии, таа треба да се уништи, да се дислоцира. Така и овде. Ова е таа 50-60 години овој се работел, колку 40 години, 50. Се мора таа да се дислоцира, не да се дислоцира, дека тој отпад тука на лице местото да се обработи и да се уништи. Инаку да се носи, не може никаде. Да, прашање каде ќе се носи. Пауза за реклами, навистина оваа тема отвори многу прашања кои се во однос на здравјето на луѓето и што се вдишуваме како воздух. Продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со дебатата која се отвори со хаваријата во Охис. Меѓутоа, она што загрижува е испарувањето на штетните материи и како воздух дишеме. Со оглед на тоа што инспекторатот е надлежен за оние индустријски капацитети, а интегрирана дозвола. Истражувањето на невладините организации покажува дека се најголеми загадувачи тие, имаме разни проценти од нивната загадување. Колкави казни во текот на оваа или минатата година сте изделе на оние што имаат интегрирани дозволи и какви се казните? Значи вака, Државниот инспекторат за животна средина и согласно последната седница на институциите што беа повикани во влада за справување со загадениот воздух, спроведува интензивни, вонредни инспекцијски надзори во сите интегрирани еколошки дозволи, односно инсталации кои што поседуваат интегрирана еколошка дозвола. Значи, зборувам за текуната година. Се утврдило, значи, кај сите големи загадувачи, кај сите овие што вие ги кажувате дека загадуваат, тие поседуваат интегрирана еколошка дозвола и тие мора да ги спроведат своите активности согласно, значи, условите што се напишани во дозволите. А колку често ги контролирате? Значи, редовно, секој месец, секоја инсталација се контролира од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Да, имаме, значи, и за кои? Значи, за 2019 година имаме ние две казни, значи, изречено едната е према Македонски железници за спалувањето на импрегнираните прагови во Куманово, и една имаме према ветеринар Гевгелија, и една имаме, значи, подстапка за спогодување изречена према ArcelorMittal, како што напомнав преска, дека веќе почнало да се исплати. Колку прекршочни имате издадено? Значи, во 2019 имаме издадени, значи, две прекршочни пријави. За кого? Па за овие двете, значи што ги спомнав, за ветеринари и за, значи, казните што се изрекуваат, после продолжуваат со прекршочна постапка доколку не се исплатува казната што е изречена према субјектот. Тие најчесто завршуваат со парични казни кои што им се намалуваат затоа што веднаш ги плаќаат. Значи, не ги плаќаат веднаш, овие се два случаеви што не ги платиле. Значи, ветеринар го нема платена казната, исто така и Македонски железници. И затоа се спредува постапка за прекршена постапка. Како инспекторат тврдите дека сите овие со интегрирани дозволи имаат добри филтри и дека не загадуваат? Значи, тие се во сите, значи, мерења што ги извршуваат, значи, согласно дозволите што ги поседуваат, зависно од тоа за каква инсталација се работи, имаат, значи, квартално 4 пати годишно да вршат мерења или пак во 6 месеци, во 2 пати годишно, односно во секој 6 месеци. Ама тие дават извештаи, ние немаме референтна лабораторија. А некогаш сте побарале или независни лаборатории да ги направат мерењата? Значи, тие ги вршат мерењата акредитирани лаборатории, со акредитирани методи, односно лаборатории што имаат лиценци. Не. Значи, тие имаат лиценци за вршење на анализа на емитерите. Ама тие ви ги даваат податоците, вие не можете сами да отидете. Немаме, па ние немаме резервна лабораторија. И па тука е проблемот, зошто, например, во Македонија, ние секогаш се подпираме на податоците на тие што самите загадуваат. Тие ги даваат. Не ги даваат тие, значи, мерењата, значи, од извршените мерења, значи, ги вршат надворешни лаборатории, не собствените лаборатории. Ама ви ги дава тој што има интегрирана дозвола, тој ви ги дава податоците. Ние ги добиваме податоците, ние ги добиваме податоци и лабораториите што ги вршат мерењата. Има лабораторија во Министерството за животна средина? Значи, физички постои? Постои физички, да. Работи? Работи, да, меѓутоа не е акредитирана.
Зошто не сте побарале средства и сте Значи ние сме орган во состав на министерството, да. Вие сте раководител предпоставувам од ДУИ. Зошто вие не седнете еден министер и да му кажете добро ме министре, пари за референтна лабораторија ќе дадете или нема? Има активности во тој дел и мислам дека треба со буџетот за 2020 година да се предвидат средства за лабораторија. Јас немам точни податоци и не можам да тврдам, меѓутоа има активности околу тоа да се доделуваат средства за ставање во нозе, односно за активирање на референтна лабораторија. Министерот е од ДУИ, инспекторатот е од ДУИ, тој што контролира, ме разбирате? Самиот кадија те служи, кадија те суди, така? Па не е тоа точно, да, не е тоа така, не е така. Така изгледа дека. Па не е така, зашто законот постои уште една можност да се направи супер анализа. Кога добиваме еден резултат и нели ние можеме да го дискутираме и да се сомневаме дали е точен, дали фирмата си го нарачала, дали дала погрешни податоци или погрешно е земен материјалот, се случува тоа кога се работи. Затоа си постои можност за супер анализа. Супер анализа во законот е предвидена, ќе направите супер анализа во друга институција и ќе видите дали се совпаѓаат. Колку често ова сте го правеле? Дали сте направиле супер анализа? Значи, последниот пат со инцидентот што се случи во Охис, мостри имаат земено од крим полицијата. И тие ги поседуваат тие мостри и сега чекаме резултатите нивни што ќе покажуваат. Значи за концентрацијата во воздухот, за концентрацијата во течноста што е земена како мостра и анализа и кога ќе добиеме резултати ние ќе ги објавиме на Колку често ја употребувате лабораторијата на крим полиција за вакви работи ако е акредитирана и може тоа да го направи? Значи секогаш кога има потреба, излевање, инциденти, аварија, ние и ги повикуваме нив и тие вршат значи монстрирање на истекувањето течности. Долго сте во инспекторатот, дали имате доволно инспектори за на терен да можат да вршат увид на состојбите со оглед на големото загадување во рамките на целата држава, не само Скопје? Значи, секогаш инспекторатот се соочувал со недостиг на инспектори. Имало, значи, неколку инспектори што отишле во пензија и ние не сме имале можност да ги пополнуваме тие празните места, значи сме имале можност и случаеви кога имало и напуштање на инспекторатот. Значи генерално недостасуваат. Недостасуваат, да, точно недостасуваат. Ние ланската година, значи 2018 имавме согласно годишната програма барање доставено до Министерството за финансии за вработување на 9 инспектори, меѓутоа добивме согласно само за 4 вработувања. Од тие 2, значи само една се реализираше и тоа еден возопански инспектор се ангажираше, другиот немаше кандидат, значи за пријавено ни еден кандидат и затоа пропадна област. Зашто се зборува во невладините организации, во јавности на социјалните мрежи и каков отпад увезува Македонија. Кога овде го прашавме заменикот министерот, тој категорично тврдеше дека нема токсичен отпад кој се увезува. Факт е дека листата на фирми кои што увезуваат вакви материи во Македонија е голема. Дали вие имате таква една листа и дали може да се испита и се испитува во царината и од инспекторатот што точно увезува Македонија? Значи, јас мислам дека никој нема точни информации за тоа што влегува, што се увезува како отпад и каков тип на отпад станува збор. На една конференција со која што се сретнавме заедно со директорот на царината, го прашавме дали они вршат увид. Тој рече дека не, се додека тарифните бројчиња во документите се совпаѓаат и тие немаат дилема да се сомневаат за она што влегува. Меѓутоа, неофицијално од вработени во инспекторатите, значи имаме информации дека влегуваат секакви работи. Значи не исклучено дека само тоа опасен отпад, но дека влегува нешто што не верувам не го пишува во тарифските бројчиња и дека едноставно нема начин како тоа да се следи сега за сега кога контролата е на ниско ниво и се додека нема референтна лабораторија, дури ниту цариниците, ниту инспекторите ако се посомневаат не можат да докажат или да покажат што всушност станува збор за тоа дека и дали Министерството за животна средина бара средства од буџетот, не сум сигурна дека е така. Како што знаете, денеска е донесен буџетот за 2020 година, тој изнесува нешто помалку од 4 милиарди евра. Загадувањето, аерозагадувањето, прогласено за една од стратешките заложби, приоритети, доби цели 1,6 милиони евра. Значи,
Ако ние побаравме и од Министерството за животна средина, побаравме и од владата, побаравме и од Министерството за финансии да го погледнеме овој предлог буџет, значи секако дека не го добивме на увид, ако нешто не е сменето во меѓувреме, ако е станато како што беше минатата недела, значи за управување со отпадот, оној нели отпад за кој што се давиме, се 1,5 милиони евра само предвидени, а за мониторингот, односно делот во кој што влегуваат мерните станици, 1,1 милион евра, па после да не се чудиме зошто немаме релевантни информации. Да, доктор Чибишев, со оглед на тоа што вие рековте ги анализирате состојбите во Европа, што со еден ваков буџет и зошто зборувам и за претходните влади, не само оваа дека не се грижала. Јас реков во континуитет ја започнав 25 години и се труеме можеби од него 25 години. Зошто владата никогаш не може да свати дека здравието на луѓето е пред се најважното. Гласачи ќе немаат еден ден, не само што ќе се иселат. Сигурно дека треба максимално да се вложи баш овие проблеми што подобро да бидат решени, затоа што тие ги не засегаат сите националности, сите политички партии, сите не засегаат загадувањето. Ние сега денес изборуваме за еден актуелен проблем кој што се вика ОХИС и депонирани одредени хемикали кои се штетни за здравјето. Меѓутоа ние во континуитет наназад повеќе од 10 години имаме загадување на амбиенталниот воздух кој е екстремно загаден и секој ден се фрапираме од податоци кои што ги добиваме за загаденост во одредени средини или во одредени градови и се чудиме сред лето кога нели нема ни централно, нема ни грејење, може да има повеќе ветрови, а имаме загадување кое што не одговара. Сигурен сум дека во државите на Европска унија и во Европа и тоа што ние го следиме како податоци, тоа не се случува. И со овие пари што јас денеска не сум погледнал, нели не сум отворил вести, ама еве слушнаме од господјата Пешева дека вкупно 2 милиона и 600 илјади евра, така. Мислам дека тоа е смешна сума со која што само трошоците на инспекторатот не може да се покријат. Значи се извинувам. Значи работата на инспекторите, платите и не знам сите други. Не сегаш се меродавни тие мерни станици. Не зборуваме за мерните станици. Сега зборуваме за загадување на воздух. Така зборуваме. Денеска и вчера имало, значи Скопје имаше мерни станици кои што поголем број според мои информации се исклучени. Зашто се исклучени? Еве, господјата Пешева ме потврдува. Исклучени се, не знам зашто се исклучени. Сега може да влезете онлайн и да утврдите дека значи повеќето мерни станици се во функција. Не се во функција. Или некој намерно ги исклучи. Значи самата мерна станица поставена во Тетово, како пример ќе го давам ово, значи се врши реконструкција на таа улица каде што е поставена мерната станица. Добро, меѓутоа кај ректорат немаше мерна станица, во Битола никош не проработе двојка. Зашто Македонија нема референтна лабораторија? Кај Велес исто беше. Зашто вашата лабораторија во инспекторатот или ние немаме во инспекторатот, ние не сме. Зашто во таа во Министерството за животна средина не е акредитирана? Вас ви треба таа лабораторија. Па Министерството за животна средина е во склоп на владата на оваа држава. Како може да има лабораторија која не е акредитирана? Тоа мислам, значи се работи, јас како што реков преска, не ги немам точно информациите, меѓутоа според некои информации се работи на акредитирање на лабораторијата што е во склоп на Министерството за животна средина и просторно планирање. Да не заборавам да ве прашам, го отворивме прашањето со увоз на опасни материи. Пред 2 години за жал загина еден ваш колега, правејќи увид на Табановце, кога се увезувала одредена материја од струен удар. Јас не знам каков епилог заврши сето тоа и дали беше откриено што точно се носеше во тие контейнери и каков отпад се носеше. Очигледно дека и вашите животи се доведени во прашање кога се испитува нешто. Дали и зошто овој трагичен настан не го покрена прашањето и за посериозен пристап на работата со инспекторите, меѓутоа и со она што треба да се контролира. Точно така, значи пред 2 години ние еден трагичен случај каде што почина наш колега на повик на Центарот за управување со кризи и другите институции што биле, значи во денот на кога се случувала, значи овај инцидентот,
имало истекување на некоја хемикалија, значи, и тој отишел да ја утврди фактичката состојба и при извршување на активности се качил во вагонот да види што всушност се превезува. Во тој момент, значи, тој веројатно влегол во струјниот удар, значи не била деактивирана струјата, одnosno исклучена струјата, и при струјниот удар тој веќе ја изгубил свеста и паднал во безсвест. После тоа однесен е во болница. Значи после 2 дена ми подлегна на... Дали се утврди за каква хемикалија се работела? Очигледно вашиот колега навистина сакал да истражува и да види што е тоа. Не се работела за хемикалија, сега немам точни информации, меѓутоа значи тој како несреќен случај почина од струен удар на електрична струја. Очигледно дека постојат и ентузијасти во вашите редови, луѓе кои што го загубиле животот на работното место сакајќи да утврдат за што се работи, а за жал ние разговараме се уште за работи кои што се основани во една држава, а тоа е немањето на референтна лабораторија, која што сепак е од ваша полза. За крај, еве господине, со вас почнав. Јас би кажал нешто за ова загадување. Ние сите сега баш и политичарите се фаќаат со ова охис за гадо, охис ова. И тоа никој од нас не го поставил прашањето зошто се исечени шумите во Македонија. Целата Шар планина е уништена и затоа е Тетова толку. Јас сум од Крушево. Крушево целата шума е уништена. Тотално уништена, нема ништо од шумата. А сите знаеме дека шумата има тако својство да ги привлекува дождовните облаци. Нема шума, нема облаци, нема дожд. Ние тоа не го викаме. Ние се заменикот министр вика многу од горење вамо таму негде да пред носот ме најголемиот загадувач. Термоелектраната Обитола. Да. Зошто тоа не го поставува никој? Зошто никој не се нафаќа, сите се нафаќам сега, баш им дојде добро на прича. Охис тука е тоа за сите народ го прифаќа тоа. Охис за гадо, охис за гадо. Не е тоа. И видиме и другите теми. Сакам да кажам. Немаме ние дилема дека не е само проблем Охид. сега. Сега моментално како се чувствувате како поранешен инженер во Охид? Ги гледате и вашите колеги, гледате во каква здравствена состојба се. А што им порачувате на овие инспекториве, на луѓето од животна средина? Што треба да кажам дека веќе хемиска сите индустрија во Македонија нема. Повеќе нема и кај ќе се запослуваат овие млади што е технологија хемичка што нема. Охис беше едина хемиска индустрија. Таа пропадна, нема специјалисти, нема. Имате ли надеж дека Охис повеќе нема да го загрозува здравјето на луѓето и дека ќе може да се изврши? Не би требало толку, макар да сите на Охис судират вака така, меѓутоа не е единствениот виновник. Охис има други виновници што никој не ги кажува. Што се кријат, мислите? Што се кријат. Така. Може само да дополнам, се согласувам со вас дека не е само Охис и ние како граѓански здруженија константно апелираме дека изворите на загадување за наша жал се мултиплицираат константно и статистиката која што ја изводи, за која што изборевме минатата емисија која што ја стави на увид сега Европската агенција за животна средина е дека 3580 луѓе годишно, значи ова за 2016, но до 2012 отприлика тие се бројките, над 3500 луѓе годишно умираат како последица на загадувањето. Значи од 2012 до 2019 тоа се 25.000 луѓе, 25.000 семејства. Значи ние сме луѓе во вонредна состојба. Само треба многу сериозно дека да го сватиме овој проблем. Од Битола, таа термоелектраната по 200 луѓе оболуваат од канцерогени заболувања. Еден талас оде во Крушево, што е најчесто место заболуваат од канцерогени заболувања. Не кажавме за винил хлоридот. Видите, јас за крај би кажал, ние како доктори, ние практички ги решаваме последиците од сето ова. Ние превентивно во овој дел не можеме да делуваме, тука треба да делуваат институциите кои ще се задолжени за тоа. Меѓутоа, ние во текот на вечерта не прозборевме за винил хлоридот, зборевме цело време за метил акрилатот, меѓутоа винил хлоридот кој што е таму гледам во една цистерна која вака страшно изгледа, мене ми изгледа малку небезбедно, е депониран винил хлорид кој е лесно запалив, прво, второ е високотоксичен, многу канцероген и мутаген. Да. Значи многу неповолно делува на развојот на младите организми, на децата.
и може да предизвика многу сериозни нарушувања на здравјето и хронични болести кои што потоа немаат крај. Меѓутоа, еве, јас се надевам некоја друга емисија ќе само за крај да ве прашам, за да не плаши винилхлоридот, дали вие ќе ја убрзате постапката на дислокација на ова штетни и други штетни материи за кои што и не се знае што всушност содржат? Значи, во делот на раковите за спроведување на овие активности, државниот инспекторат нема никакво влијание. Меѓутоа, ние тврдиме дека ќе вршиме надзор секој ден ако има потреба и овој винил хлорид да се отстрани безбедно и да се препакува на безбеден начин. Да нема истекувања, значи, во животната средина и да нема никакви влијанија во животот и здравјето на луѓето. Значи, јас ви тврдам дека ние ако треба таму и ќе дежураме 24 часа. Верувате дека истата оваа фирма може тоа да го направи сега безбедно? Значи, тоа ќе го направи безбедно бидејќи таа фирма ангажира подизведувачи. И таа фирма, значи, има одговорност, има и банкарска гаранција, значи, вложено за тоа дека ќе ги извршува квалитетно, одговорно, значи, сите активности во тој дел. Сега, ние не сме пророци и не може да ги предвидиме работите, меѓутоа и може и инциденти да се случуваат. Треба да ги превенирате. За превенција инженер кажа реков дека навистина се опасни материи и многу е битно кој всушност работи и како со нивното дислоцирање. И од тука беше поставено прашањето колку се тие стручни да го извршат това, меѓутоа еве можете да ве консултираат со оглед на тоа што долги години сте работеле со овие материи, а не да ве забораваат. Ви благодарам на сите што бевте гости во вечерашната топ тема. Ви благодарам многу и за вниманието. Останете на програмите на Телма.